raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Mir vam, Tatko moj koji si na nebesata. Ti blagodaram za sve, za Tvojata milost, za Tvojata ljubav, što go dade Tvoj Sin Isus, da mi go pokaže patot na ljubav ta, da me nauči kako da raskrstam so stariot, tiho, i da je izberam ljubav te Isusova, da se oblečam vo svadbena obleka i da Ti služam Tebe, da živim za Tebe, Gospode Isuse Hriste, te ljubam Isuse. Slava Ti, zboruje deneska niz mene, neka sekoj zbor go dopre, bide živo slovo, Ti zboruje niz mene. Neka sekoje slovo go dopre, site onije gi dopre, im gi otvori srcata koji se žedni za Tebe, koji Te ljubat, Gospode Isuse Hriste, koji se spremni da zastanat na oltarot na ljubavta i da umrat, za da živeat vo Tebe. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Продолжуваме Римјаните 6 глава, апостол Павле, кој дојде во Македонија по сонот на македонецот, кој го водеше Духот Свети. Син Божи е оној кој го води Духот Божи, и кога Он ќе дојде Духот, Утешител, ќе ви даде сила, за да се облечете со сила од озгоре, и Он ќе вели: Ава, Оче, Татко мој, и Тој само мене ќе ме прослави, вели Исус. Така да тоа е одредницата, дали сте вие во духовно заедништво со Исус, во еден дух со Него, или си живеете телесно по стариот начин. Одиме 6 глава Римјаните, што пак да речеме, ние ништо не можеме да речеме ако ти не зборуваш. Ако словата на нашиот Отец не зборуваат, ќе останеме ли во гревот, во телесниот човек, за да се наголеми благодатта. И тие велат: по благодат сме спасени, ништо не прават. Остануваат во гревот. Остануваат во тоа што го мислат тоа самите, во тоа што мислат дека тоа треба да се прави. Наместо секоја мисла да е покорна на Исус и да тргнеш по Исуса, да го оставиш стариот човек. Ние кои сме умреле за гревот. Те зборот умре, дали ви е јасно, кога некој ќе умре, овде го погребуваат, мртвите ги погребуваат своите мртовци. И вие жалите за тој што умрел. А јас не жалам, знам дека добриот пастир го дава својот живот за овците. Но ние кои сме умреле за гревот, како да живееме во него уште? Значи ти доаѓаш на крстот на Исус и умираш ти. Треба да го оставиш стариот човек. Тоа не е така едноставен процес. Ке дојдеш, дали го примаш Исус за Господ и Спасител, ти положуваат раце. Ти го пренесуваат духот, како некој вирус, нели? И потоа те капат во водата и готово. Ако беше толку лесно, сите ќе беа христијани. Значи, не само што го слушаш законот, туку што го извршуваш. Дали ти го извршуваш законот на љубовта? Дали ги љубиш сите? Дали им прости на сите? Дали не осудуваш? Дали ја прифаќаш Божјата волја како Исус? Ние кои сме умреле за греот, како да живееме уште во греот, во стариот човек? Стариот греовен човек, телесен. Зар не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос? Ете, крстен што значи? Во неговата смрт бевме крстени. Во неговата смрт. Значи тој умре на крстот. И ти треба да умреш на крстот, стариот човек. Првин, Исус се откажа од Божјата природа, стана син човечки, да ни покаже како
od Sin човечки се станува Син Божи, извршувајќи волјата на Таткото Небесен. Во неговата смрт бевме крстени и така ние се погребавме со него. Се погребавме со него преку крштевањето во смртта. Пазете го ова крштевање во смрт. Можете ли да се крстите со крстението со кое јас сум крстен? Крстение во смрт. Крстени во Исус, во неговата смрт бевме крстени преку крштевање во смртта, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите, преку славата на Отецот ние така да живееме нов живот. Значи ти се крстуваш во смртта, се крштеваш, раскрстуваш со стариот човек, умира стариот човек, се оставаш. Ако ти мислиш дека си во Исус и се живееш како што си живеел и претходно, а познавам многу такви. Ајде да не зборуваме за обредното христијанство, за православието и католицизмот, кои се традиционално обредно народна култура пренесена од античка Македонија, па потоа во Рим, кога римјаните ја окупирале Македонија и поделиле на 4 склавини. Што да зборуваме за протестантите, кои исто така не се менуваат, си живеат по свое. Значи, се погребавме со него преку крштевањето во смртта, треба да се погребеш со него, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите, преку славата на Отецот, ние така да живееме нов живот. Значи, славата е на Отецот, не е твоја, не е на човек, не е на деноминација, не е на светци, не е на основачи на заедници, зашто ако сме сраснати со него, така како ќе видам министер на тој и тој, министр служба на тој и тој, на пастор тој и тој, службата е на Исус. Славата е негова, не е на пасторот и на тој, зашто ако сме сраснати со него во еднаква смрт, распнат, а се оставиш себе си, ќе бидеме соучесници во воскресението. Ако не умреш ти стариот човек, како ќе воскреснеш? Им треба да умреш, да се новородиш во Исус. И затоа е таа песна: отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Зашто ако сме сраснати со него, знаејќи дека нашиот стар човек, јас стариот Тихо и сите вас, е распнат со него. Ете, тоа е суштината. За да биде уништено гревовното тело. Стариот телесен ти, па да не бидеме веќе робови на гревот. А ти си роб на гревот, на тоа што ти го сакаш, мислиш. Си го замислил и сите имаат по некој проблем. И наместо да го повикаат Исус и да прифатат се со радост, тие се молат да се измени проблемот. Не заборавајте дека ние играме во неговата драма. Дури и на влакната на главата ни се изброени. Се е однапред утврдено уште пред создавањето на светот. Тој има план за секого од нас, но ние треба да поминеме во искуството, да научиме да се љубиме еден со друг, бидејќи кој е мртов, тој е ослободен од гревот. Кој е мртов, а овде вели, треба да бидеме веќе робови на гревот, дека нашиот стар човек треба да е распнат и да умре. И кој е мртов, тој е ослободен од гревот, значи да го умреш тој стариот ти, да го оставиш на крстот. А ако сме умреле со Христос, вистина, веруваме дека со него ќе живееме, ако живееш за Исус, не за себе си. Затоа тој вели, кој љуби син или ќерка повеќе од мене, татко и мајка, не е достоен за мене. Ти си ги љубиш само своите, а тој ги љуби сите. Тој ни вели да ги љубиме сите. Те сакам, Господи Исусе Христе, знаејќи дека Христос, откако воскресна од мртвите, не умира повеќе, смртта нема веќе власт над него. Те сакам, Господи Исусе Христе, тој умре за гревот еднаш за секогаш. Отецот престојуваше во него со сета полнота. А животот го живее за Бог, го живее. Ете, тоа е христијани. Секој ден живееш за Исуса Христа, па така и вие сметајте се. Мртви за гревот, а живи за Бог. За Христос Исус, нашиот Господ. Дали живееш за него? Или живееш како него? И да вика, ќе се спасиме преку живење во него, преку живење како Исус. И гревот да не царува во вашето смртно тело, за да не им се покорува на телесните наслади. Како беше тука тој стих? Преку неговиот живот, значи тој вели, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку Јаков 5, Римјаните 5:10, ќе се спасиме преку неговиот живот, велио, преку живење како него, откако сме се помириле со Исус. Тоа е целата суштина.
И гревот да не царува во нашето смртно тело, тоа што сакаме ние, за да не им се покорува на телесните наслади. Сакам ова, сакам она, сакам да имам толку, сакам волку. Не препуштајте му го на гревот вашите органи. Затоа телото треба да е храм на Светиот Дух. Од органи на гревот треба да станат вашите органи на праведност и да се исцелат. Туку препуштете му се на Бог Таткото, како оние што оживеале од мртвите. Ти умираш таму и оживуваш во Бог во дух, а вашите органи на телото како орудија на праведноста. Еве го тој стих што вели тој. Љубовта Божја, 5 глава, 5 стих, Римјаните, е излеана во нашите срца, преку Светиот Дух. Слава ти, Господи Исусе Христе. Гревот нема да господари над мене и над нас, зашто ние не сме под законот. И ти имаат 10 Божји заповеди. Туку под благодата, да им покаже како се доаѓа до Бог. Да му се покориш на Бог, за да бидеме живи, како што вели. Покорете се на Господа и тој ќе ве подигне, понизете се пред Господа. И тој ќе ве подигне, покорете се на Господа и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Тој е внатре во вас и тука треба да побегне. Значи не сме под законот, па што да грешиме ли? Не сме веќе под законот. И тие мислат за благодат сме спасени. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Да грешиме ли? Бидејќи не сме под законот, туку под благодата, никако. А Исус ви вели станете и да си одиме од овде. Им вели појдете и да работите за Царството Божјо, да го барате Царството Божјо. Да бидете ловци на луѓе. Дали знаете дека ако му се предадете некому, како робови за послушност, робови сте му на оној кому му се покоруваат. Ти почнуваш како роб, работиш како раб Божји, роб, на семокниот Господ, да научиш да љубиш, бидејќи не си доволно силен да ти даде сила, да го примиш Исус во срцето, да викаш татко мој, и да го прославуваш Исус, да се облечеш со сила од озгора, на послушност која води кон праведност, или на гревот сте робови, кој води во смрт, тоа што ти сакаш и мислиш, или на послушноста која води кон праведност. И тие мислат не треба ништо да правиме. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Ако е така, ти тогаш заминуваш на Божјото царство, зашто седиш тука уште 50 години. Им се фали една заедница. Толку години он бил новороден. Ме прашува кога сум, јас го гледам вака, што да му кажам. Кога си ти во духот еден дух, знаеш дека нема време, простор и свес, како овде ти си во едно тело, во еден дух со него. 1000 години се како денот од вчера. Но благодарејќи му на Бог, иако бевме робови на греот, бев роб на греот, од се срце се покорив на оној образец на Исус, на поука, на која му се предавам во фладение. Тоа е целата суштина. И така, ослободувајќи се од гревот, станувам роб на праведност, станувам сотрудник Божји, сонаследник Божји, пријател Божји кој знае што работи, Господарот и Син Божји, Син Божји, потполно претопен во волјата, славата и силата на Отецот. Волјата, славата и силата на Отецот. Ви зборувам како човек поради слабоста на вашата човечка природа. И јас бев како вас, како што го препуштивте органите на вашето тело во телесна служба, да си угодувате сами на себе, на нечистотата и беззаконието. За беззаконие, така и сега оставете ги деловите на телото. Дозволете му Исус да се насели во вашето срце, останете во неговите слова, во љубовта, да и робуваат на праведноста, која води во светост, повикани сме на осветување. Исус нема да дојде во тебе ако не си простил. Ако осудуваш, ако не ја прифатиш Божјата волја, ако не си се покајал за себе, за гревовите на твоите предци, и ако не му дозволиш да те обучува и го бараш Царството Божјо, додека му бевте робови на гревот, бевте слободни од праведноста. Каков плод имавте тогаш? Дела од кои се срамувате на вистина. Кога ќе се завртам што се сум правил, како сум мислел, како сум се однесувал кон луѓето. Бидејќи нивниот крај е смртта, да не станеме срам за Бог, зборуваш дека си христијанин, а немаш љубов. Немање љубов е немање дух за очи, уште еднашка. Без духовно, христијанство без дух или во дух на некои деноминации. Еве го. Надежта пак не, зашто љубовта Божја е излеана во нашите срца
преку дадени од Свети Дух. Отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Но сега кога се ослободивме од греот, устанавме служители на Бога. Ете тоа е, да се ослободиш од греот, значи да се ослободиш од стариот ти. Од ти стариот, што излегува од срцето човечко. Кога најдам тоа од Марко, мислам, кога ќе го прочитам тој стих секогаш да станувам вака. Што излегува од срцето човечко? 7 беше. Она што излегува од човекот. Марко 7, 20 и надолу. Тоа го осквернува човекот. И што излегува од тебе? Одвнатре од срцето човечко излегува лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, Господи Исусе Христе, кражби, лакомства, злоби, завидливо, богохулство, гордост, безумство. Сето тоа зло одвнатре излегува од човекот. Но сега кога се ослободивте од греот, да се ослободиш од самиот себе си, останавте служители на Бога. Дали служиш на Бог? Како беше Божјите избраници се проверуваат во фурната на понижувањето. Дали знаеш да го завртиш и другиот образ, како Исус, и да кажеш прости им, татко, не знаат што прават. Зашто платата, имате плод кој води во светост. Кога се ослободуваш од греот, му служиш на Бог, а крајот е живот вечен. И таму нема време, простор и свест, како овде, колку години бил он крновороден. Јас не знам кога сум, но знам дека имам татко на небесата и верувам во Исус Христос до крај, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. И останувам во Исусовата љубов, останувам во неговата слава, сила и во неговото царство, славата, силата. Те сакам Господи Исусе Христе и волјата негова. Зашто платата што ја дава греот е смрт. А подарок имате од Бога, благодат, точно, живот вечен во Христос Исус, нашиот Господ, но не е тоа еднаш за секогаш. Тоа подразбира да умреш стариот ти. Малкумина го разбираат. Тоа е тој тесен пат, да го оставиш себе си. А луѓето од себе зборуваат, од себе проповедаат, од себе цитираат, од себе осудуваат. Каде е Исус во твоето срце? Отвори го срцето, да се вселам во него. Слезе после оваа песна, претходната средба. Од компјутерот ја пеев и денеска, вчера, фала ти Господи Исусе Христе, слегоа стиховите од Божјата музикотека и библиотека. Отвори го срцето, отвори го срцето. И не знаев дека ова денеска ќе го зборувам. Да се вселам во него, да се родиш одново. Да се родиш одново, тоа е целата суштина. Да умреш на крстот. Да воскреснеш, за да воскреснеш. А тоа значи да оживееш. Тоа значи да се оставиш самиот себе си, стариот телесен ти, и да се облечеш во Исус. Да се облечеш во свадбеното дело, во љубовта. И луѓето не сакаат да се откажат од себе. Во мир и љубов да се облечеш. Исус ти вели, остави се земно и врви по мене. Остави се земно, телесно. Мисли на Царството Небесно Божјо, на духовното и небесното. Сите ние имаме нешто, по нешто свое врзани во срцето. Пази, деца, жена, роднини, имот, кариери, паси и страсти. Тоа е она што треба да го оставиме. Да се одврземе, да го оставиме тоа се. Например, Македонија. И сатаната токму тука удира во тоа во кој си врзан. Ти го краде од срцето, за да те завлече во бој. Твој бој без Исус, да те врзе во осудување, омраза и гнев. Ти го зема тоа, да осудуваш, да возвратиш со зло наместо да го завртиш и другиот образ. Да проколнуваш наместо да благословуваш,
zborove niz mene, tatko moji, da osuduvaš, da ne prostuvaš, da se gneviš i da se skrbiš, da go skrbiš svetio duh, da lelekaš. A Isus ti veli, ostavi se zemno. Ti veli Isus, a ti se ušte se držiš i tegneš sa satanata. Ti zema nešto ti tak nego davaš kako kućeto i koskato. Svinjata koja se vraća vo kalta, ti ja kapeš od ozgora ta žive vo kalta i pesot koji ja jade svoja ta blujenica. Dozvoli Isus da vojuva so tebe i vo tebe. Da te napravi silen, vo Timotej, dozvoli mu da te napravi silen kako, pa kog je priznaješ deka si slab, kog je se ostaviš sami od sebe si deka ne znaješ ništa. Početna kategorija na Isuse deka ne možeš sam, deka ne znaješ. A ti je deka ima to na gordost, ja go znam, Isus go znam, slovo to krsten sum, novoroden sum, položiva raci iz celova. To te pravi Vavilonec da si iskačiš najvisoko. Te pravi neposlušen kako Adam, kako Kain koji gubi Avela. I kako satanata koji saka da bide nad Bog. Sami od ne možeš, zapomni, pišano je, bez mene, bez Isus ne možete da napravite ništa. Ništa. Zašto togaš se obiduvaš? I mačiš, ako ne možeš da napraviš ništa, lelekaš se, gneviš, go skrbiš, svetio duh. I zapomni, bez duhot si mrtov, zato ne vojuvaj sam. Moli se za vodstvo, no setne ostavi se zemno i vrvi po nego, ne po mene, ne po nekoj pastor, po Isusa. Dozvoli mu i ke te napravi silen. Dozvoli mu. Na zemljata se je minljivo i smrtno. Zarem nego znaješ to? To je to što treba da go ostaviš. To što te vrzuva satanata. Samo Božje to carstvo i Otec od nebesen i Isus i ljubav ta njegova je večno. Ljubav ta Isusova, vo koja je nužno da se oblečam, da se oblečeš i osvetiš. Zato ostavi se zemno, minljivo i smrtno. Ponekogaš ima telesna bolka koja se odvrzuvaš od toga što te drži dolu za zemlja, da padnat. Zemen, semejstvo, imo, tatkovina, spomeni. Telesna smrt, čuvstva i želbi. Nije zboruvame da umreš. Nije. Ja si duhot, koga se soberete, vi je i duhot na Otec od nebesen. Nije zboruvame, ne jas, vo duh. Vo da umreš vo sebe stario telesen i da se predadeš da oživeš vo duhot. Da umreš stario telesen. Ostavi se zemno i vrvi po Isusa. Ne po denominaciji, ne po podeleni zajednici. Idelo poklonstvo. Slava ti, Gospodи Isuse Hriste. No sega koga se oslobodivte od grevot, Rimljanite 6.22, станувате служители на Бога. Работиш за Царството Божие. Ти не си собственик на самиот себе си. Ти прифаќаш се што доаѓа со радост. Го отвараш срцето, како во песната, да се всели во него, да те направи силен, да се родиш одново и да се сетиш дека Таткото небесен го даде својот живот за секого од нас. И нема да остави ни една овца да биде загубена. Се што е на земјата е подложно за спасение. Мудрост Соломонова. Затоа еден ден кога ќе застанеш пред него, ќе погледне во твоето срце. Дали си го отворил срцето и дали вистински Исус се вселил во него и си се родил одново. Ако некој не се роди од озгора или во вода и дух, нема да влезе и нема да го види Царството Божјо. А ти си се врзал за земјата. Лелекаш, овкаш, се скрбиш. Наместо да му дозволиш на Исус да те направи силен во љубовта негова. И не заборавај, негово е царството, силата и славата. Ти почнуваш како раб и слуга, сотрудник, сонаследник, пријател Божји и завршуваш како
Sin nasemoknjot Bog Božji. Amin. Do Božje Carstvo Nebesno, doprete se kada što je boli, Gospode Isuse Hriste. Plamenen duh, vo Tvoje ime baram od Otec od Nebesnom da sleze, da go isceli seko ono što ke reče sa otvoreno srce. Prosti mi, Tatko, pogrešiv pred Tebi i pred nebo te Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi, nauči me i napravi me silen vo ljubov ta. Amin. Za sekogaš Isus. Amin. Raduvaj se, čedo Božje, raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša Tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša Tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo Tebe. Raduvaj se, nauči se da prostuvaj.